Македонија доби покана за почнување на преговорите за членување во НАТО, а ќе стане членка откако ќе завршат сите процедури предвидени со договорот за името со Грција. Ова накратко е вестата земјава што стигна од самитот на Алијансата во Брисел, а ја соопшти генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. We warmly welcomed last month's historic agreement between Athens and Skopje, and today we agreed to invite the government of Skopje to start accession talks. Once all national procedures have been completed to finalize the name agreement, the country will join NATO as our 30th member. И во заклучите се споменува самитот на НАТО во Букурешт во 2008 година, на кој Македонија беше блокирана да стане членка поради противењето на Грција. 10 години подоцна, сега сите во Брисел, очекувањето за членувањето во Западниот воен сојуз ги темелат врз очекувањето дека договорот со Грција ќе биде целосно спроведен. Тоа би требало да вклучува успешен референдум и уставни измени, пошто Северна Македонија ќе стане членка на Алијансата. Македонската делегација денот го помина во исчекување на одлуката за покана за членување во Алијансата. Таа ќе му биде врачена утре лично на премиерот Зоран Заев овде во Брисел на вториот ден од самитот што се одвива под силно полициско обезбедување. Покрај Заев, тука во Брисел се и министрите за одбрана и за надворешни работи Радмила Шекеринска и Никола Димитров, националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски, вице-премиерот Бујар Османи. На самитот се чини најинтересен за новинарите во прес-центарот е американскиот претседател Доналд Трамп, а од темите оние поврзани со несогласувањата меѓу земјите членки. Според Шекеринска, една од најпозитивните одлуки на овој самит е поканата за Македонија. Иако и меѓу македонските политичари, меѓу странските дипломати владе оптимизам од откочениот протест за интеграција во НАТО, впечатокот е дека сите се во очекување на резултатите од референдумот, кој ако не биде успешен, ќе ги доведе во прашање уставните измени, а со тоа и станувањето 30-та членка на Алијансата. Во објектот на НАТО кој се наоѓа подалеку од центарот на градот, денеска беа речиси сите светски политичари. Овој дел од градот е речиси затворен за движење, а до него новинарските екипи може да стигнат само со посебни автобуси на НАТО.